Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што овој видео ќе збориме за нуклеарни рецептори или поточно кажани интрацелуларни. Овие рецептори се многу битни за најразлични физиолошки процеси, значи како контролирање на ембрионскиот развој, органска физиологија, клеточна диференцијација, хомеостаза и така натаму, бидејќи влегуваат во интеракција со многу битни хормони и молекули за се тоа да го регулираат. И нормално ако настане нарушување во нивната функција, тоа доведува до најразлични патологии, како што се канцер, диабет, најразлични автоимуни болести и така натаму, и се голем таргет на изучување во последнава деценија, значи се наоѓаат се повеќе и повеќе лекови кои што може да се користат за третирање, кои функционираат на база на таргетирање на најразлични нуклеарни рецептори или значи во некоја литература се нуклеарни најчесто, но некогаш ги третуваме како интрацелуларни, тоа е бидејќи првично кога ги откриле биле рецептори кои што биле асоцирани само со јадрото, но после нашле и некои кои што наоѓаат во цитосолот, така што ги имаме двете имиња. Сега, како што ни кажува самото име, ова се рецептори кои што се наоѓаат внатре во клетката, поточно најголем дел од нив се наоѓаат внатре во јадрото. Значи не се наоѓаат надвор на површината на мембраната, иако има некои истражувања дека може имаат и негеномска функција, дека можеби некои се прикачи на некои мембранозни структури, но се уште тоа не е потврдено, така што рачунаме дека се внатре од цитосолот или во јадрото. И овие рецептори се врзуваат главно со липофилични, односно хидрофобни субстанции, или пак некои многу мали молекули, што ги прави доста погодни како таргет за развивање на нови фармаколошки лекови. Сега, кои се овие липофилни, односно хидрофобни или мали молекули со кои се поврзуваат овие рецептори? Значи, главно, кога збориме за нуклеарни рецептори, мислиме на тие кои се врзуваат со стероидни хормони. Значи, вакви се андрогените, естрогени, прогестерон, минералокортикоиди, глукокортикоиди и слично. Значи, има други кои што врзуваат нестероидни молекули или хормони, као тироидни хормони, витамин D, витамин А, бидејќи се липосолубилни витамини. И има други кои што врзуваат некои интраклеточни метаболити, не мора секогаш да се интраклеточни метаболити, или ксенобиотски субстанции. Сега, кога ги откривале овие рецептори, увиделе дека има различен број различни организми и главно можеле само да ги најдат кај животни, што е малку чудно. Така и не верувам дека е скроз вистина, мислам дека во иднина ќе се најдат рецептори и кај растенија, и кај фунги, и кај протозои. Бидејќи голем број од овие организми нормално си имаат молекули кои што се налик стероидни хормони и други метаболити со кои би можеле да се поврзат. Едно размислување бидејќи ова се јава кај повеќе клеточни организми, ако иде кај повеќе клеточни, сигнализацијата треба да помине клетката, клеточна мембрана, они имаат клеточен зид, така нели. Фунгите имаат хитински, додека растенијата имаат исто клеточен зид, целулоза. Кај бактериите нема поента, бидејќи немаат јадро, а кај протозоите, кои што се едноклеточни, нема потреба. Кога секој се заврши со ензимска регулација. Но сепак мислам дека постојат и се уште не се најдени, бидејќи се бараат секвенции кои што се хомологни на тие од анималното кралство, што не мора да е случајот. Можеби имаат нуклеарни рецептори, но функционираат на друг принцип. И еве некои податоци од научни трудови, извадоци, добро, првото е Википедија, дека нуклеарни рецептори не се пронајдени во растенија, фунги и протисти, дека само кај животни, дека филогенетски се појавени пред околу 640, односно 635 милиони години. Што, повторно, ова може би е грешка и ќе видиме зошто. Кај луѓето до денес се откриени 48 различни нуклеарни рецептори. Кај некои животни има многу повеќе, до 200, например, кај ставорци има 49 и така натаму и така натаму. Сега, од овие 48, повторно зависи која литература ја читате, околу 40% не им ја знаеме функцијата. Не знаеме што прават. И ги нарекуваме рецептори сираци. Но има се повеќе и повеќе истражувања кои што покажуваат дека овие рецептори си имаат некаква функција, но се уште не е познат лигандот кој што се врзува со истите. Дополнително, овие 48 нуклеарни рецептори кај луѓето врз база на структурата и секвенционалната хомологија и малце филогенија ги поделиле во 6 подфамилии. Еве, првата подфамилија е рецептори слични како рецепторот за тироиден хормон, рецептори слични како рецепторот за ретиноид, како рецепторот за естроген,
како рецептор за nerve growth factor, steroidogenic, germ cell nuclear factor, или germ cell зародишна линија нарекуваат. Небитно. Значи тоа се различните групи, има најразлични рецептори кои се откриени, голем број се сирак рецептори за кои не знаеме што всушност прават. Додека, ако ги поделиме механистички, што е пологичната практична поделба, може да ги поделиме на 4 типа, значи врз база на кој механизам функционираат. И ефектите посредени од сигнализирање со нуклеарни рецептори, им треба нешто си подолго време дур се развијат, бидејќи сигнализирањето е директно врз ДНА, не преку некои ензимски промени. А поради тоа, да, потребно е повеќе време да се развие одговорот, но од кој ќе се развие трае подолго време. Бидејќи сигналот да исчезне, протеините кои што биле создадени, ќе траат уште некое си време додека да бидат деградирани. Значи сигналот поспоро се развива главно поради два фактора. Едно е бидејќи нема чекорна амплификација, како што имавме со рецепторите поврзани со мембрани, каде што имавме многу ензимски каскади кои што го амплифицираа сигналот, него ова е еден рецептор, еден протеин кој што сигнализира на одредено место. И потребно е време додека се создаде потребниот протеин. Во ред. Ајде сега да разгледаме структурата на овие нуклеарни рецептори. Овие нуклеарни рецептори по структура нормално се протеини и обично за да го изразат својот ефект, тие од кои ќе бидат активирани се димеризираат. И обично прават хомодимери, но некогаш можат да прават и хетеродимери, а во многу ретки случаи действуваат самостојно, без да димеризираат. Океј, значи тоа значи дека ако имаш портокалов, пример некој нуклеарен рецептор, тој треба да најде уште еден исти портокалов нуклеарен рецептор да се поврзат за да действуваат. Или во ретки случаи портокалов се врзува со жолт, пример, а во многу ретки случаи самиот портокалов действува. Океј? Значи ова е хомодимер, ова е хетеродимер, а ова е мономер, што е ретко. Океј, ајде сега да ги видиме деловите од структурата на овој протеин, на овие рецептори. Нели, се протеини имаат N крај и имаат C крај. Океј? Може целата структура да поделиме во домени од А до F. Во А и Б доменот го имаме NTD, односно N-terminal domain. Океј? Значи доменот кој што е кон N крајот. И во овој домен се наоѓа транскрипционалниот активатор AF1, иако во некоја литература има уште еден тука кој што е ставен, AF1 е тој кој што е битен. Значи гледате дека тука има AF1, дека овде после ќе видиме има AF2. Овие делови се места каде што се овозможува да се прикачат други протеини кои што ќе овозможат да се врши транскрипција на дадениот ген. Океј? Сега, едниот од овие не действуваат добро сам по себе, потребни се и двата, и кога ќе се случат конформацијски промени, тие два ќе се наместат така што ќе овозможат склапање на други протеини околу нив, така ќе се отворат како docking sites, и тоа ќе овозможи транскрипција. Океј. Овој NTD, N-терминален домен, по должина и по аминосеквенца е многу варијабилен кај различни рецептори и кај различни видови на организми. Следен е DBD, односно DNA Binding Domain, DNA врзувачки домен. Овој DNA врзувачки домен нормално е варијабилен у смисол на различни нуклеарни рецептори, бидејќи тие се врзуваат на различни места од DNA. Океј. Во структурата содржи два zinc finger motifs, значи тоа се протеински структури кои што содржат цинк и овозможуваат таква структура и со цел да се поврзе со одредено место од ДНА. Сега, обично, овие нуклеарни рецептори се поврзуваат на места со ДНА каде што има inverted repeats, значи инвертирани повторувања, кои што се разделени со варијабилен број на нуклеотиди. Некогаш поретко имаме direct repeats, значи директни повторувања, а во многу ретки случаи немаме повторувања. И како изгледа тоа? Значи инвертиран repeat е, например, имаш AACGT, замислете си тука како гледало и сега T е A, G е C, C е G, AA се TT. Океј? Значи репитот е инвертиран, додека директен AACGT CGT, AACGT. Исто е. Океј? Значи кога тука да имаш и само си продолжува, додека ако нема репит, би било само еден дел.
И еве плюс информација ако беше директна, немаше место измеѓу, ќе беше тандем репит. Океј. Значи на такви места обично се врзува протеинот со овој DNA binding domain. И овој домен дополнително помага во процесот на димеризација. Океј, значи со овој дел и заедно со LBD, ligand binding domain, се спојуваат два исти протеини или два различни протеини. Океј? Значи учествува во процес на димеризација. Следен дел е D доменот, односно H овдека бележан, тоа е hinge регионот. Hinge у превод би дошло како шарка на врата. Например, door hinge се шарките, каде што вратата може да се отвара или затвара. Па тој дел од протеинот овозможува мобилност, флексибилност на протеинот да може да се врти. Океј, да може да ротира и да прави некои конформацијски промени. Овдека се наоѓа NLS, што е Nuclear Localization Sequence, односно протеинска секвенца која овозможува да рецепторот се интернализира и лоцира каде ќе се наоѓа во јадрото. Се предоставува дека тука може да се прикачуваат некои шекери или други помали протеинчиња кои што го насочуваат дали на цитоскелетот да се пренасочи ваму таму или слично. После тоа го имаме E доменот, кој што го содржи ligand binding domain. Значи ова е местото на протеинот каде што се врзува лигандот, сигналот кој што треба да се пренесе од овој рецептор. Така, значи на овде се врзува лигандот. И нормално различни рецептори имаат различна секвенца специфична за соодветен лиганд. И овој домен исто така е вклучен во процесот на димеризација. И овдека се наоѓа AF2, кој што повторно е место каде што ги се прикачуваат други протеини. Сега го имаме на крај C-терминалниот домен, така односно EF доменот. Некои од нуклеарните рецептори го имаат ова, некои го немаат. Што е функцијата не сме целосно сигурни, но се смета дека најверојатно учествува во модулација на активноста на нуклеарниот рецептор. И ова го имаме искористено на некој начин, има се некои нови лекарства и ќе збориме за нив, кои што возможуваат да овој рецептор се активира или не врз база на регулација од тој C-терминален домен. И овде повторно го имаме истото што го кажав, само од друга литература е извадена сликава. Постара литература е ова, каде што ги има соодветните региони. Еве тука имаме една клетка, имаме клеточна мембрана и го имаме јадрото. Тип 1, односно класа 1 во некоја литература, нуклеарни рецептори се интрацелуларни, односно се наоѓаат во цитоплазмата. И еве овде имаме еден нуклеарен рецептор од тип 1. Го имаме ligand binding доменот, така место каде што се врзува лигандот, и имаме DNA binding domain. Сега, овој вид тип 1 на нуклеарни рецептори обично кога не се активни и се наоѓаат во цитоплазмата се поврзани со шаперон протеини, поточно со хит шок протеини, зависно од нуклеарни рецептори, зависно од видови на животни. И тие шаперони, односно овие хит шок протеини ги држат неактивни. Океј, но кога има лиганд, така, значи има лиганд кој што, нели, како што рековме, е некој си хидрофобен, липосолубилен молекул или некоја мала молекула, ќе видиме кои се во случај со тип 1, и се поврзе со лиганд врзувачкиот домен, тоа ќе направи конформацијска промена за да се откачи хит шок протеинот. Океј? Како лиганд за тип 1 нуклеарни рецептори се глукокортикоиди, минералокортикоиди, андрогени хормони, естрогени, прогестерон. И кога ќе се случи поврзување, да, се ослобода HSP90, но исто така конформацијските промени доведуваат да овој протеин сега димеризира и се прават хомодимери. Односно тоа што ќе се добие би било следново. Сега повторно дека ќе нацртаме на помала верзија, че ќе се добие протеинот активиран и ќе се поврзе со уште еден протеин кој што исто така е активиран. Океј, значи тука ќе биде лигандот, вака ќе обележиме и прават димер. Значи ќе има некое поврзување, вака ќе обележиме со жолта боја измеѓу. Таквиот хомодимер нормално по патов дека е цитоскелетот на кој е прикачен, така си има одредени протеини кои што ќе го наведат да стигне до јадрото, каде што ќе биде доведен нели до јадрото. Јадрото има двојна плазматична мембрана, има нуклеарни пори, ќе влезе внатре јадрото и ќе се поврзе со соодветни делови од ДНК и ќе видиме како всушност учествува во регулацијата.
Пред да ги спомнеме другите, па ќе видиме како сите влијат на регулацијата на генска експресија. Додека внатре во јадрото, бележам дека со сина боја, ги имаме тип 2 нуклеарните рецептори или класа 2. Тие се наоѓаат внатре во јадрото и обично се во форма на хетеродимер. Океј, обично врзани се со ретиноидниот X рецептор во форма на хетеродимер. И се често веќе врзани со соодветниот дел од ДНК каде што треба вршат регулација. И можат да функционираат како пермисивни и непермисивни хетеродимери. Непермисивен хетеродимер е тој кој што зависи од RXR, односно од ретиноичниот X рецептор, додека пермисивен е тој кој што може да зависи од ретиноична киселина, но исто така може и да зависи од лигандите кои што се врзуваат со него. Сега, кои лиганди обично се врзуваат со тип 2 на нуклеарни рецептори? Тоа се обично некои липиди или метаболити на самиот организам или ксенобиотици. Се поврзуваат тироидни хормони, односно T3. Значи го имаме фарнезоид X рецепторот, каде што се поврзуваат всушност жолчни соли. Имаме пероксизом proliferating активатор рецептор, кој што е служи како рецептор за масни киселини. Имаме LXR, односно liver oxysterol рецептор, кој што е како рецептор за холестерол. Имаме CAR, SXR, кој што главно се поврзуваат со ксенобиотици. И така натаму, и така натаму. Значи, овие се главните две класи, односно два типа на нуклеарни рецептори. Но, како што реков, постојат 4. Тип 3, ќе брежа со велето обоја. Тип 3 е налик тип 1. И нема повторно толку информации како тип 1 и тип 2, но може да се истражи литература и ќе се види дека е сличен ко тип 1, действува како хомодимер. И на сличен начин некој се наоѓа во цитосол, некој во нуклеарниот дел, така што релативно сличен тип 1 и тип 4 кој што е сличен на тип 2. Сега, за тип 4 е исто битно да се каже дека може да действуваат и како мономери, овие рецептори, и се поврзуваат со half sites. Значи не мора да има inverted или direct repeats, него може само да си е најобичен дел ДНК и таму да се поврзе соодветно. Инаку овие тип 2 рецептори исто така нормално, не спомнав, но си имаат или ligand binding domain, тука и DNA binding domain. Океј. Ајде сега да видиме како всушност учествуваат во регулацијата на генската експресија на подлабоко ниво. Еве, тука сега имаме тип 1 и тип 2 на нуклеарни рецептори кои што се поврзале или отсекогаш биле поврзани со соодветниот дел од ДНК. Тука лево имаме тип 1, тука десно имаме тип 2. Тип 1 е главно хомодимер, тип 2 е главно хетеродимер. Еве, тука ово е поврзано со inverted repeats, ово е поврзано со direct repeats. Океј. Сега, место на кај што се поврзуваат, каде што ќе го постигнат својот ефект, е наречен хормон response element или на кратко HRE. Значи, и тој е генералниот назив. Значи, соодветно зависи кој е лигандот. Ако овој лиганд беше тестостерон, во тој случај ќе беше тестостерон response element. Океј. Ако беше естроген, ќе беше естроген response element. Ако беше глукокортикоид, ќе беше глукокортикоид response element. Океј, значи ово е генералниот назив хормон response element. Местото каде што се поврзува соодветниот нуклеарен рецептор. И сега од кога ги имаме овие нуклеарни рецептори кои што се врзале со соодветен дел од ДНК, потребно е да се, така да кажам, накалемат други протеини кои што ќе насочат дали ќе се зголеми експресијата на одреден ген или ќе се намали. А тоа зависи од така наречени корегулатори, кои што можат да бидат коактиватори или корепресори. Значи тоа се протеини кои што може или да потикнат зголемена експресија или да намалат експресија. Има најразлични коактиватори и најразлични корепресори. И тие се поврзуваат генерално со AF1 и AF2 регионите од нуклеарните рецептори. Памтите кога зборевме. AF1, AF2. Океј, на нив обично се поврзуваат дали тоа ќе биде активатор, така, или пак ќе биде
репресор. И нови активатори и репресори, иако самите обично си имаат одредена интензивна функција, некогаш се налепуваат и други протеини, така ќе бележам со жолта боја, така па еве и некој со бледо виолетова и така натаму и се прават одредени покомплицирани комплекси. Нема навлегуваме во имијата сите најразлични протеини откриени, кои возможуваат да се случува процесот на експресија или репресија. Еве пример од литература, некој еве коактиватори SRC1, GRIP1, NCOA1, но искрено не ви се тие битни да ги памтите. Коактиваторите најчесто имаат интринзична функција на хистонски ацетилтрансферази, или накратко HATs. Хистон ацетилтрансферазис, додека корепресорите најчесто имаат интринзична функција на хистон деацетилази, односно накратко HDCS. Океј, има најразлични корепресори, најразлични коактиватори. И како ова функционира? Хистон ацетилтрансферазите додаваат ацетилни групи, додека хистон деацетилазите одземаат ацетилни групи. Океј, и на тој начин се регулира, обично се прави на лизинските резидуи на хистоните, и тоа регулира како ќе се отплетка ДНК од хистоните. Бидејќи она не е вака слободна постојано во јадрото, него уплеткана околу хистони, и врз база на тоа каде ќе се отплетка, тоа овозможува да одредени делови се ослободат и да бидат слободни за транскрипцијската машинерија. Еве, например, тука имаме слика како тоа би функционирало. Имаме транскрипцијски фактор, односно нуклеарен рецептор, бејќи нуклеарните рецептори исто така се нарекуваат лиганд асоцирани транскрипцијски фактори. Небитно. Кога ќе се поврзе, на него се нафатил коактиватор, се ацетилираат лизински резидуи на хистоните, доаѓаат соодветни протеини, се открива дел, така гледате овдека е затворен, тука сега е отворен. Expose site, на него може да се закачи машинерија која ќе врши транскрипција и ќе имаме зголемена експресија на тој ген. Додека ако имавме корепресор, ќе се тргнеа тие ацетилирани лизински резидуи и ќе се затвореше тој дел од ДНК, односно ќе беше уплеткан со хистони. Сега, некои од овие нуклеарни рецептори конститутивно си се врзани со корепресор, пример, па кога ќе се врзат со лиганд, се откачува корепресорот. Така па се врзува коактиватор. Ево овдека имаме слики, за работи до сега кои ги зборев. Значи имаме нуклеарен рецептор врзан со инхибиторен протеин HSP. Лиганд врзувачки домен ќе се врзе лигандот, се отстранува инхибирачкиот домен, се активираат коактиваторни протеини, се врзува со соодветен дел. И имаме ослободување на ДНК од хистоните, имаме зголемена експресија. Овдека ги имаме тип 1, така да само ги во цитоплазмата, се врзуваат, се отстранува HSP, влегуваат, прават димери обично, и соодветно се врзува со корепресор или коактиватор, зависно од клетката. Имаме например овдека тип 2 врзани со RXR, конститутивно врзани, и конститутивно врзани со корепресор. Кога ќе се врзе лиганд, се откачува корепресорот, се врзува коактиватор и се зголема експресијата. Сега, има еден многу интересен кавијат, а тоа е дека сите овие нуклеарни рецептори во различни ткива и различни видови на клетки под соодветниот стимулус може да действуваат различно. Например, тестостерон не го предизвикува истиот стимулус, истата експресија на гени во едни клетки наспрема други. Така не прави исто во мозокот, како што прави исто во хепарот. Односно не прави исто во хепарот. Така, или во мускулите или на други места. Што е многу фасцинантно, дека еден истој хормон, еден исти стимул, еден исти лиганд во различни ткива ќе действува различно, иако се врзува со исти рецептор. Бидејќи рецепторот малце поинаку се врзува со секвенците и зависно со околината на таа клетка, колку коактиватори и корепресори има во даден момент, ќе действува репресивно или активаторно. Иако се врзува можеби на истото место. Зависи колку има коактиватори или колку корепресори, бидејќи компетитивно ќе се врзуваат. Што е фасцинантно. И ова сме го искористиле. Така што денес има лекарства. Се прават молекули кои што се селектив рецептор модулатори. Например, селектив андроген модулаторс или SARMs или селектив естроген модулаторс,
кои што се надеваат дека тие молекули кои ќе се врзат со рецепторот во едно ткиво ќе го предизвикаат еден ефект, додека во друго ќе предизвикаат друг. И денес има билдери го користат ова. Например има SARMs, зимаат и сакаат да ги постигнат ефектите на тестостерон, ама без нуспојавите на тестостерон. Значи да има како да има тестостерон, ама само за мускулите, да се зголеми протеинска синтеза, ама сите последици кои би ги имало поради дејството на тестостеронот на другите органи, да ги нема. Така што добиваш плюси и без минуси, но не се толку ефективни. Главно се уште се повеќе тестирање на животни, ако има многу луѓе кои ги изимаат. Но идејата е таа. Значи обично се врзуваат со C-терминалниот крај од нуклеарните рецептори и има многу интересни ефекти. Денес исто така има многу други лекови кои што знаеме дека функционираат и има некоја проценка, се зависи од литература, некаде вика 10 до 15, некаде 20, некаде 30% од сите лекови моментално се медикаменти кои што ги таргетираат нуклеарните рецептори. И се многу мокни. Може да действуваат како агонисти, како антагонисти, како модулатори. Ево, овде имам табела од некои лекови кои што ја таргетираат тип 1 или тип 2. Еве пример PPR рецепторот, добро, е рецептор за масни киселини, која се активира се зголемува експресијата на липопротеинска липаза, која што ги намалува количините на триглицериди. И се ти да, ако даеш агонист, кој што го активира рецепторот, така, соодветно, ќе ги намалиш липидите во хепарот. Исто така има ефект дека што се зголемува и HDL и така натаму и така натаму. Значи има многу потенцијал, има многу лекови за кои може да се збори. Ако сакате можете да си ги гуглате, да ги барате за различни состојби. Така што овие рецептори се многу битни и многу работи се очекуваат од нив во блиска иднина. Океј? Тоа беше се за ова видео. Има уште доста да се збори, но има и многу неистражени работи тука, така што мислам дека ова е сосема доволно. И ќе се видиме во следното видео. Довидување.